уште се дискутира за десертот на Анкица, феноменален, јас си уште не стигнав да го пробам, Александра ни ти, ама Ненад, веќе второто го јадеш. Супер, да. Александра Јанева ни е во студиото, тој и Ненад пред малку го спомена во кујната. Александра, ти веројатно беше на паркинг додека ние тука коментиравме. Не дај Боже да го викнеш Ненад на гости, он ќе те викне одма во кујната. Шегата на страна, добро ни дојде. Знам дека добро ве најдов. Да, се договоривме веќе да дојдам следно во кујна, затоа што и порано имам гостувано кај емисија на Ненад, каде што дегустиравме јадење, каде што се готвеше. И веќе имаме претходно искуство, така што еве следно може да се појавам тука. Одлично, сериозно добро се снаоѓаш и во кујната, знаеш вака следиш трендови, нови рецепти или малку си по традиционалното? Да, дури кога ќе отворам Инстаграм, на Reels ми излегуваат само рецепти, заради тоа што само рецепти гледам. Ама види, и мене ми излегуваат од што ги гледам, ама не ги правам толку многу. Во глобала сакам да правам се што е брзо, што не захтева многу време и добро сум. Не сум нешто предобра, ама сум добра. Се снаоѓаш. Тоа веќе и го налага новото живење, мислам веќе не е ново, одамна е некако, нели сите брзаме, многу обврски и така натаму, сакаме од друга страна па и здраво да се храниме и гледаме нели некогаш рецептот да е таков, брз, едноставен, а нутритивно богат и здрав. Океј, во кујната друг пат ќе те имаме, веќе те договоривме. Ајде сега малку повеќе за она што ти е тебе животната определба и преокупација, тоа е музиката. Се потсетивме на Глумиме, тоа е последното твое музичко парче од периодот по пандемијата, бидејќи така некако нели почнавме да го делиме животов. Имаше нели едно затишје во тие неколку години кога сите бевме затворени и претпоставувам дека голем дел од работите што креативно ти произлегува од тој период сега допрва ќе ги изнесуваш. Дали Глумиме едно од тие музички парчиња? Да, па реално сите не погоди пандемијата и јас за себе можам да кажам дека за време на целиот тој период бев многу активна во студио и имав една поинаква инспирација до она што имам денес. Меѓутоа, некако сите бевме во некоја неизвестна состојба дали да објавуваме музика, дали да не објавуваме, дали е правилно време за музика, затоа што... Дали е паметно? Да, дали е паметно, затоа што реално публиката имаше многу други проблеми настрана и некако не се фокусираше на музиката и заради тоа и можеби и повеќето музичари и пејачи ете го ставија целиот тој материјал за време на пандемијата на стендбај. Меѓутоа, после тој период, јас се појавив, односно се вратив со денот што ни носи на Макфест и со последнава Глумиме, кој што песни сметав дека тогаш е вистинскиот момент за да излезат, затоа што беа инспирирани од пандемијата и тогаш мора да излезат, за да биде нели се поискрено и пореално. А веќе после Глумиме најавив еден нов концепт, нов проект, Нови ветрови. И што се случи со тие нови ветрови? Да, и сите многу често го добивам ова прашање, што се случи со новите ветрови, нели ќе објавуваше нешто од новите ветрови. Меѓутоа, во самиот тој момент кога одлучив да споделам дека имам нов концепт, инспирацијата се промени во сосема различен правец, односно до тогаш имав некои баладични. Концептот и за Нови ветрови е некоја помирна верзија од тебе? Или? Не би кажала помирна, туку поразлична, понова, понадградена, на друг левел верзија од Александра. До сега ме познаваа по оние класични баладични звуци, а сега одлучив да споделам нешто ново од мене, нешто во што допрва и јас се пронаоѓам и учам, многу учам, меѓутоа ми требаше ова за да ми ја смени инспирацијата, да ми го смени вајбот секојдневно и многу се радувам што е тоа така и што можеби ете неколку месеци застанав, оставив се на стендбај, ама па излегувам многу продуктивни во студио и сето ова ќе биде ветувам објавено во 2023 година. Новите ветрови ќе дувнат во 2023 година. Ама што до тогаш, некако со оглед на тоа што денеска сме и 1 декември, можеби веќе логични ќе бидат оние прашања како ќе си ја паметиш или заокружиш, можеби оваа година што полека оставаме зад нас, затоа што пак
може би ќе ја споменам пандемијата, меѓутоа мислам дека навистина пребродевте едни кризни години, особено музичарите, и дека може би ова 2022, иако и на почетоците од оваа година се уште имаше нели ситуации со вирусот, меѓутоа некако нели се подолабави и можеме сите ние да ја почесуваме слободата која што толку многу ни требаше, па верувам и вие музичарите. Тоа е точниот збор. 2022 година ќе ја памнам како слободна година. Мислам дека веќе скоро и да не се чувствува дека имало пандемија. Реално сите сакат да се журкат, да бидат на настапи во живо и веројатно им фалело тоа за време на пандемијата. Мислам на сите нас ни фалеше и се радувам што годинава е преполна со настапи. Еве до самиот крај знаете има безброј предновогодишни забави и некако мене ми е овој временски период за забава најомилен од текот на целата година и многу се радувам на настапите што следуваат до февруари. Имаме букирано настапи, да. Супер. Така што одлично ќе биде, ќе се забавуваме и ќе пееме. Тоа значи дека веќе и за новогодишната ноќ имаш и знаеш каде ќе пееш? Вака, последниве неколку години одбегнувам да пеам навечер. Зашто? За Нова година, па не знам, некако договарам преку ден и знам многу да се истоштам на тие журки преку ден и не сум способна. Да, и преку ден и навечер тоа веќе преку многу ден и навечер, може би сум, меѓутоа не сакам толку многу да се форсирам затоа што сепак и гласот е еден вид на инструмент и така одлучив. Последниве неколку години имам денски журки, а навечер земам сила за наредниот ден. Александра, верувам дека ќе биде ова убава, односно дека беше ова една убава година која што ќе оставиш ти зад себе и дека сите овие планови кои што ги спомена ќе ги реализираш во новата. Но овој празничен период на што те асоцира најмногу и како сакаш да го поминуваш? Затоа што си во Скопје, меѓутоа не си родом од тука. Претпоставувам фамилијата, семејството, некако сите свативме низ годиниве дека е најважно. Како ти си ги полниш батериите и можеби наоѓаш нова инспирација? Предновогодишниот период секогаш ме поврзува со Струмица, со родниот град, некако и некогаш и случајно, некогаш и намерно се погодува така да бидам во Струмица. Баш таму? Поголем дел од предновогодишниот период, но и за ова сум сериозна, навистина многу ме потсетува на Телма, поготово на утринска на Телма, затоа што низ годиниве секогаш мислам дека сум гостинка предновогодишно и правиме некои така убави акустични изведби, па сите сме со, не знам, венци на глава, со капи новогодишни. И стварно преубави спомени имам од утринска на Телма. Да, одлично. А колку семејството ти е инспирација и можеби тој домашен крај, Струмица, тој регион и за полнење на батерии, но и за нели она што музички го создаваш и твориш? Многу, а моите родители се одсекогаш ми биле голема поддршка. И дури за некои работи за кои што јас не се чувствувам доволно спремна или немам храброст, тие онака ми даваат тотален поттик да го направам тоа, затоа што сметат дека можам многу повеќе од тоа што јас сметам дека можам и многу се радувам заради тоа, затоа што е навистина преубаво кога имаш поддршка од твоите најблиски, тогаш си многу посилен да правиш се што ќе решиш да правиш во животот, и секако представуваат огромна инспирација затоа што тие со своето искуство кое што го имаат досега ми докажале дека вреди да се борам, дека соништата се остваруваат само тогаш кога работиш на нив и кога си упорен. Кога силно веруваш. Така, и кога силно веруваш. Да, верувам дека и помладата генерација нови музичари некако и ти беше дел од новата музичка сцена или новите музичари пред некое време, ама тоа време брзо лета. Јас сум негде измеѓу. Сега си веќе некако измеѓу, да. Нели се повеќе се продуцира музика, сега за квалитетот и вкусовите тоа е сосема друго прашање. Меѓутоа и тие фате таа ера кога се промовираат спотови на социјални мрежи и така натаму. Се плашиш ли од новата ера на музика која што веќе ја живееме сите или сметаш дека за секој има простор под ова небо? Не е дека се плашам, меѓутоа искрено јас во неколку наврати годинава онака бев баш лута на сето оно што се вадеше како музика на сите платформи, затоа што токму поради тоа што се продуцира многу музика,
Значи квалитетот е на многу ниско ниво и дури некогаш можеме да кажем дека заборавивме, така е. Заборавивме што е она квалитетна музика, а уште од самите почетоци си имам ветено на себе дека се што ќе правам ќе биде квалитетно. И затоа можеби неколку пати бев на стендбај затоа што не сакав она што ќе го извадам следно да наликува на било што се вади во моментот и кај нас на балконот, а и на светска сцена. И самите социјални мрежи и платформи си го направија тоа трчање по пехари, по не знам прво место на плейлисти, па да бидеш на трендинг. Така што никогаш не ми било цел да бидам на трендинг или не знам да бидам на прво место, секогаш ми било целта да ја задоволам мојата публика. И можеби музиката што сега создаваш да се слуша и за 10-15 години, како она твоја песна од Макфест која што сите паметиме, нели, која што навистина зборувам сега за победничката која што остави навистина голем белег. Александра, некаде сме пред крајот, остануваш со истата музичка екипа, истиот тим, затоа што нели позната е она мантра тимот што победува не се менува, меѓутоа нели некој пат сакаш и да експериментираш, односно луѓето сакаат да експериментираат. Ти остануваш верна на Цветковски? Така е, да. Новиот материјал е комплетно мој на Лазе Цветковски. Одлично. Тоа ќе го слушаме и гледаме во новата година. Тука некаде ќе ти заблагодарам, ќе погледнем уште еден твој спот и често сакаме да пуштаме македонска музика, затоа што нели веќе скоро освен социјални мрежи и да нема каде да се промовираат. Ти посакувам навистина уште поубава и поуспешна 2023 година и да се гледаме вака за убави работи, а убаво спомена можеби за пред нова година да направиме некој шоу. Може да се договориме. Ненад, сакаш да ми се придружиш? А пудингот каде? Не го носиш? Или го изеде? Остана уште нешто скромничко, но ќе има да се касне. Александра, верувам ти е пријатно во нашето студио. Домакинска куќа, така да повели. Ајде, уште една фотка. Се разбира, те покануваме да ни останеш во продолжение. Јас ќе си вртам тркало, вие ќе си продолжите со Цеце и со вашите разговори вон камерата, но и да дегустираш она што го готвивме во кујна. Те држиме за збор следната нела, планирај си кој да сакаш. Веќе следна нела. Добро. Многу е брз. Она што ни остана за гледачите, само се извинувам. Значи, книгата која што... Читаш книги, Александра? Да. Постојано им ја додолуваме, нели си имаме книга на неделата, така што веројатно нема да ни замерите, но на самиот крај од денешното издание еве ви можност на нашиот Facebook профил, се разбира за кратко ќе објавиме и ќе имате можност да аплицирате еден од вас да ја добие оваа книга. Па веќе вака, може да споделиме, кој сака нека ни пише или веќе коментирајте во порака на социјалните мрежи Instagram и Facebook. Ова е книгата од Саша Богдан, наша македонска авторка. Кога веќе зборевме Александра Короната, всушност напишана е во екот на Короната и муабетот повторно ни се надополнува дека во екот на пандемијата многу креативци некако излегоа на виделина и си ги реализираа своите идеи. Така што насловен е Коронтин. Јас прво се збунив дали вистински добро прочитав, ама да, Коронтине. Од корона и карантин. Нешто така, веројатно. Така што Саша Богдан е нашата авторка и книгата на неделата од Сакам книги. Оној кој што ќе се добие, ќе секако ќе дојде во Тилма да си ја подигне. Ве очекуваме. Вие испега кога сум ве уплашил. Да, како сме избегали. Да, избегали. Океј, немојте бегате нигде, за кратко почнуваме со заврти на Телма. Утре Марко и Ивана ќе ве дружат во новото петочно издание на Утринската. Чао, Македонија! Чао!